Добро вечер. Дневник во 20 часот на регионалната К1. Со настаните од регионот Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Изградбата на патната инфраструктура обезбедува работа за 3000 лица. Општина Велес очекува огромен интерес за плацевите на езерото Младост. Фондот за пензиско осигурување воведе новина. Сега и по електронски пат може да се проверува работниот стаж. Johnson Controls ќе отвори нова фабрика во Струмица. Инвестицијата е вредна 20 милиони долари и ќе создаде нови 1500 вработувања. Ова денеска го соопштија директорот во Johnson Controls и директорот на Тирс. Инаку премиерот Никола Груевски ја најави оваа инвестиција летово. Нова инвестиција вредна 20 милиони долари која ќе отвори 1500 нови работни места, најави Johnson Controls. Оваа фабрика ќе се отвори во Струмица по успешноста на фабриката во Штип. Ова денес го соопштија директорот на Johnson Controls Вили Ван Лој и директорот на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо, а посредбата со премиерот Никола Груевски. Оваа инвестиција Груевски ја најави летово при работна посета на општина Струмица. Можам да кажам дека сме прилично близко, односно во финални преговори со меѓународна глобална компанија со седиште во Америка за производство на автоделови за инвестирање токму тука во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица и отворање на нови околу 1500 работни места. Инвестицијата ќе стартува како браунфилд во постоечка зграда, а потоа ќе прерасне во гринфилд. Директорот Ван Лој вели дека по соочувањето со капацитетски предизвици во Европа, по опсежните анализи, заклучиле дека треба да инвестираат тука. Според инвестицијскиот план, првите вработувања треба да бидат до крајот на годинава. Статистичките показатели покажуваат дека во август оваа година обемот на странски директни инвестиции изнесува 24,7 милиони евра, што представува раст за 11,3%. Во периодот јануари-август годинава странските директни инвестиции изнесуваат 153,4 милиони евра. Статистиката покажува раст за 6%, односно 8,7 милиони евра во однос на истиот период лани. Градежништвото и понатаму е водачка гранка по бројот на креирани работни места. Бројката на работно ангажирани лица се искачи до 3000. Очекувањата се дека сезонава градежните компании ќе ја завршат со оваа бројка на вработени. Градежништвото по бројот на креирани работни места и понатаму останува водечка гранка во Македонија. Интензивната градба на трите автопатски делници, експресните, регионалните и локалните патишта допринесува бројот на работно ангажирани лица да се искачи до 3000. Очекувањата се дека сезонава градежните компании ќе ја завршат со оваа бројка на вработени и планот за догодина е прогресивен. Во следната година се очекува проширување на голем дел од проектите, како и воведување во работа на нови патни правци. Се очекува овој број дополнително да расте, што значи отворање на дополнителни нови работни места и вработување на нашите граѓани. Работите на експресниот пат Велес-Кадрифаково и автопатската делница Демир Капија Смоквица треба да завршат наредната година. Од поголемите инфраструктурни проекти во 2017 година треба да привршува градбата на автопатските делници Скопје Штип и Кичево Охрид. 2018 година е крајниот рок кога комплетно треба да завршат инфраструктурните работи и Македонија да има нови 155 километри патна инфраструктура. На 24 и 25 ноември ќе се одржи јавно електронско надавање за продажба на 17 плацеви во близина на езеро Младост. Од локалната самоуправа вела дека понудата и цената се поволни.
Распишан оглас за продажба на 17 плацеви за типизирана населба во близина на езеро Младост. Ке се продаваат вкупно 42 плаца преку принцип на јавно електронско наддавање. Право на учество ќе имаат сите заинтересирани правни и физички лица. Од локалната самоуправа велат дека понудата и цената е поволна со оглед на високите цени за продажба на приватните плацеви. Овие парцели ќе бидат предмет на електронско наддавање што ќе се одржи на 23 и 24 ноември оваа година. Истите ќе се продаваат по почетна цена од 283 денари по квадратен метар, затоа што цената не е евро квадрат, затоа што се компатибилни со друга намена, значи можат да се отвараат деловни објекти во приземјето на плацовите. Според надлежните, заинтересираноста за овие плацеви е голема. Со изградбата на викенд населбата во близина на Велешкото езеро се очекува зголемување на туристичкиот потенцијал. Ние имаме сериозна намера како општина за уредување на просторот околу езерото Младост, се со една цел, оваа наша карактеристична дестинација да ја направиме препознатлива за сите наши сограѓани и за граѓаните на Република Македонија. Сите заинтересирани најдоцна до 17 ноември треба да аплицираат за учество на јавното наддавање по електронски пат. Сите потребни информации можат да се најдат на официјалната интернет страница на општина Велес. Преку проектот Ден за вас, граѓаните со можност да направат увид во својот работен стаж. Ова е проект на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Министерството за труд и социјална политика и општина Велес. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Министерството за труд и социјална политика и општина Велес повторно го организираа проектот Ден за вас. На платото пред театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, граѓаните имаа можност да направат увид за својот работен стаж. Ова е владина активност чија цел е приближување на институциите до граѓаните, како и ефективно работење на јавната администрација. Проектот се реализира на тој начин што граѓаните, заинтересираните граѓани можат да си дојдат на штандот со лична карта на увид, за да можат да се изведат преглед на регистрирани податоци во матична евиденција на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, и тоа во хартиена форма. На тој начин, граѓаните добиваат информации за регистрираните податоци на стажот на осигурување, платите, надоместоците од плата и другите права кои произлегуваат од правата на пензиско осигурување. Калајджиева информира и за воведени новини за издавање на податоците. Веќе од јуни 2015 година можат заинтересираните граѓани да си поднесуваат барање со кое што со барањето потребно е да поднесат и лична карта на увид и да добијат корисничко бројче и лозинка кои што подоцна со конектирање на интернет имаат непосреден увид на своите регистрирани податоци. Согласно законот, Фондот за пензиско осигурување 2 пати годишно по електронски пат ги доставува податоците, односно листите за стаж до работодавачот. Сите регистрирани работодавачи имаат обврски законски на сите вработени осигуреници да им ги доставуваат лично. Странките секојдневно доаѓаат во канцелариите на ПИОМ и поднесуваат барање за преглед на сопствениот работен стаж. Утре ќе се одржат јавни расправи за нацрт програмите на општина Велес за 2016 година. Граѓаните имаат можност со предлози да се вклучат во изготвување на буџетот за наредната година. Во општинската зграда утре ќе се одржат јавни расправи на нацрт документите на општина Велес за 2016 година. Истите ќе бидат презентирани од страна на представниците на општинската администрација и советот на општината, пошто ќе бидат слушнати и забележани предлозите и сугестиите од страна на сите заинтересирани граѓани и присутни лица. Во просториите на општина Велес ќе се одржи јавната расправа во големата сала, и тоа за представници од областа на образованието, културата, здравствената и социјалната заштита, како и за здруженијата и фондации, невладени организации, културно-уметнички друштва, спортски клубови и така натаму, во почеток од 16:30 часот. Додека представниците на урбаните и местните заедници и сите заинтересирани граѓани продолжуваме во 18:30 часот во
сегментот на градежното земјиште. Со утврдување на предлог програмите следува втората фаза, односно буџетската распределба за идната година. Потоа ќе следи и следната седница, на освикување на следната седница со дефинираните предлог програми кои што треба да се одржи на 13 овој месец, бидејќи програмите мораат да бидат донесени до 15 овој месец, за да можеме да одиме на втората фаза во креирање на буџетот негде при крајот на ова календарска година. Со цел успешно креирање на програмата на локалната самоуправа за идната година, представници од Коалицијата за подобра Македонија веќе ги посетија местните заедници со цел да ги слушнат предлозите на граѓаните. На овој начин се промовира транспарентното и отчетно работење на општината како значаен дел од развојот на локалната демократија. Советот на општина Демиркапија ја одржа 23-та поред редовна седница. На седницата беа разгледани и усвоени 8 точки од дневниот ред од страна на членовите на Советот на општина Демиркапија. Се одржа 23-та седница на Советот на општина Демиркапија, на која беа разгледани и усвоени 8 точки од дневниот ред. По разгледувањето на првата точка се донесе заклучок со кој се констатира дека на Моника Ефремова и престанува мандатот на член на Советот на општина Демиркапија, а на нејзино место е избран членот на Советот Ерџан Копов. Следната точка се однесуваше на донесување одлука со која се верификува мандатот на членот на Советот на општина Демиркапија Руменка Цекова, за која беше избрана за член на Комисијата за јавни дејности и председател на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите на местото на Ефремова. На седницата беше донесена и одлука за доделување на наградата 7 ноември и признание за 2015 година, каде беше донесена одлука наградата годинава да биде доделена на министерот за финансии Зоран Ставрески. Беше донесена одлука и за усвојување на програмата за одбележување на денот на слободувањето на Демиркапија 7 ноември, а се донеси решение за одобрување на финансиските средства на фондацијата Центар за едукација и вмрежување во туризмот Ценет. Седницата заврши со разгледување на барање за еднократна парична помош од физички лица и советнички прашања. Боеви гаѓања се извршуваат на неколку реони на полигонот Криволак до 6 ноември. Стрелиштето е видно одбележано согласно законските прописи на Арама, како и обезбедено со физичко обезбедување. Од 2 до 6 ноември на неколку реони на полигонот Криволак се извршуваат боеви гаѓања. Поради безбедносно извршување на предвидените боеви гаѓања од командата на армискиот полигон Криволак го информираат местното население од општините кои гравитираат околу полигонот и притоа до петок се забранува секакво движење и престој на луѓе и моторни возила. Забрането е исто така било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по животот на граѓаните. Исто така се препорачува, доколку се пронајдат такви средства, истите да бидат одбележани и истовремено да се известат надлежните органи, полиција или командата на армискиот полигон Криволак. Стрелиштето каде се изведуваат боевите гаѓања е видно одбележано согласно законските прописи на Арама, како и обезбедени со физичко обезбедување. Познати овогодинишните добитници на признанија по повод празникот на општина Неготино 8 ноември. Признанијата ќе им бидат врачени на добитниците на свечената седница на Советот на општината, која ќе се одржи на 6 ноември. Кристина Тодорова, иноватор од Неготино, трио грациозо состав за класична музика, Трајко Недев, шаховски работник од Неготино, магистар Горан Санев, виш кустос археолог од Скопје и Тоше Зафиров, бодибилдер, се годишни добитници на признанијата по повод празникот на општината 8 ноември. Врз основа на статутот на општина Неготино и одлуката за востановување награди и признанија, Советот на општина Неготино донесе одлука признанијата да им бидат доделени за остварени резултати во областа на културата и народната техника,
спортот и науката, помеѓу двата празника и нивниот придонес во развојот, унапредувањето и афирмацијата на општина Неготино. Признанијата на добитниците ќе им бидат врачени на свечената седница на Советот на општина Неготино, по повод празникот на градот која ќе се одржи во петок на 6 ноември во Центарот за култура Ацо Ѓорчев со почеток од 12 часот. Месец ноември е посветен на машкото здравје. Со растање бркови, представниците на посилниот пол ја пренесуваат пораката за подигнување на свеста за машките болести. Деталите за ова во прилогот што следува. Стартот на ноември почеток за растање бркови. Веќе 3 години овој месец е посветен на посилниот пол. Джентламините кои со промена во изгледот ја пренесуваат пораката за подигнување на свеста за машките болести. Момците со задоволство говореа за минатогодишната успешна реализација на Мовембар. Се дружевме, растевме мустеки, зборувавме за машкото здравје и за превенцијата околу машките болести. Собравме доволно средства кои беа преку Мовембар Македонија беа донирани во Светската Мовембар организација, кои подоцна нели ги распределуваат за борба со машките болести. Фактички тоа и ние поентата на целата оваа дружба или организација да ја покренеме свеста за пред се превенцијата во однос на машките болести. Овој месец посветен на машкото здравје е пред се месец на собирање донации, кои подоцна ќе бидат уплатени во Светската организација Мовембар. Во текот на цел месец во ПАП ќе имаат можност сите оние кои сакаат да допринесат за подигнување на свеста кај машките за грижа за нивното здравје да донираат одредени средства. Средства ќе се собираат покри преку касичката која ќе биде кутијата оставена овдека во ПАП, каде сме сега. Ќе може кој сака да донира. Исто така и преку продажба на блузи наменети за ова движење и исто така ќе има и значки кои ќе се продаваат по символични цени, нели? Позитивни се реакциите од страна на граѓаните и поддржувачите на ова движење. Се повеќе припадници на машкиот пол се грижат за своето здравје. Случајно анкетираните Велешани пак за К1 телевизија рекоа дека го поддржуваат движењето, но според нив припадниците на машкиот пол речиси и да не водат грижа за своето здравје. Сметам дека се поместија во позитива работите, барем колку што јас имам фидбек, нели, од што се случуваше околу тоа прашање. Така да сметам дека сме доста успешни во тоа поле. Значи, вториот начин на кој ние се трудиме или се обидуваме да поместиме нешто по тоа прашање не е првиот е преку донациите, нели, а вториот е преку покривање на свеста пред се за превенција. Значи да не чекаме нешто да се случи. Машко тешко е, тем болка ако има нешто па да отиде, инаку превентивно не верувам. Добро е, има замов колку више 3 години, 4 е кај на село Македонија. Се повише и повише, да. Повише опфатано, гледам. Повише локали, не е као порано. Многу мустаки низ градов. Па да, јас сум 24/7, 12 месеци у годината Мовембар. Слабо одат. Тие што се здрави гледаат да работат повише, да опстанат. И тоа после ги кошта многу, ама минато време не се враќа и тоа е. Значи, вашата препорака која е? Препорака е треба се навреме. Колку е навреме, толку е успешно. Колку не е навреме, се е бадијата. 28 овој месец повторно ПАП ќе биде збирното место каде ќе се заокружи крајот на Мовембар со така наречениот донаторски симпозиум. Македонија годинава има позитивно поместување од 4 места на листата на годинишниот индекс на просперитет. Министерството за образование и наука ќе додели 747 стипендии на учениците од државните и приватните средни училишта. Македонија годинава има позитивно поместување од 4 места на листата на годишниот индекс на просперитет, која вклучува 142 земји. Во 2015 година Македонија се најде на 65-то место, што за разлика од лани е скок за 4 места. Во 2014 година Македонија беше на 69-та позиција. Во споредба пак со 2013 година има поместување 14 места, кога Македонија беше рангирана на 79-то место, а во 2012 година беше на 75-то место.
За разлика од другите земји од регионот, Македонија е просперитетна од Албанија и Босна и Херцеговина, кој ја зазема 83-та, односно 86-та позиција, но и од Србија, која се најде на 73-то место. Словенија е убедливо најпросперитетната поранешна Југословенска република, со пласман на 25-то место, а следи Хрватска на 53-то, како и Црна Гора на 60-то место. ...747 стипендии ќе додели Министерството за образование и наука на учениците од државните и приватните средни училишта. Од нив 400 стипендии се наменети за социјална поддршка на учениците, 80 за деца без родители, 50 за ученици со посебни потреби, 150 стипендии ќе бидат доделени за талентирани ученици спортисти, 50 за талентирани ученици и 15 за учениците од угостителско-туристичка струка. За сите оние ученици кои сакаат да аплицираат, потребно е да ги исполнуваат општите критериуми, да се редовни ученици, да не ја повторувале годината, да не користат друга стипендија и да се државјани на Република Македонија. Покрај општите, за секоја група стипендии се пропишани одредени услови што треба да ги исполнуваат учениците кои ќе аплицираат. Од 745 стипендии, 400 се наменети за социјална поддршка на учениците. Условите кои треба да ги исполнат учениците е да имат успех во текот на школувањето од најмалку 4. При доделувањето на овие стипендии предвид ќе се зема и материјалната состојба на потесното семејство на кандидатот, како и евентуално добиените награди од државни или меѓународни надпревари. 2220 денари месечно ќе изнесуваат стипендиите наменети за социјална поддршка, 2750 за децата без родители, а исто толку ќе добијат и учениците со посебни потреби. Талентираните ученици спортисти и талентираните ученици ќе добијат стипендија во висина од 2970 денари месечно, а за учениците од угостителско-туристичката струка ќе бидат доделени стипендии од 1200 денари. Рокот за пријавување е од 3.11.2015 година и ќе трае до 15.11.2015 година, а резултатите ќе бидат објавени на 14 декември. Во последново деноноќие, МВР издаде 3965 потврди за барање азил. Од нив 1878 се од машки пол, 754 се од женски, 1238 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, но и уште 95 деца кои патуваат без родител. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија. Доделението за азил од започнувањето на издавање на потврди па се досега. Поднесени се 70 барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда. Лидерот на терористичката мрежа Ал-Каеда повика на нови напади врз западни држави. На секои 10 минути се раѓа дете без државјанство во глобалната бегалска криза, соопштија Обединетите нации. Вести од светот. Американски официјални представници соопштуваат дека сателитските снимки не ги потврдуваат наводите дека ракета би можело да биде причина за уривањето на рускиот патнички авион минатиот викенд над египетскиот полуостров Синај. Инфраред сателитските камери, според детектираната топлина, сугерираат дека авионот бил уништен од внатре од бомба или експлозија на резервоарот за гориво. Нема докази дека експлозијата била од ракета, но имало некаков вид експлозија, изјавил еден американски официјален представник. 224 патници и членови на екипажот загинаа во експлозијата во авионот кој летал за Санкт Петербург. На нови напади врз западни држави повика лидерот на терористичката мрежа Ал-Каеда Ајман Ал-Завахири, при тоа ги поздрави нападите извршени од палестинци во Израел. Тој повикот го упати преку видео порака на Твитер и публикуван од Американскиот центар за надзор на исламистички сајтови. Вообичаено е тоа што пораката не е објавена на џихадистички форуми. Завахири во пораката повикува на засилување на нападите на така наречените самотни волци како Мохамед Мера, кој тврдеше дека е од Ал-Каеда и кој во 2012 година застрела 7 луѓе во Јужна Франција пред да биде ликвидиран од полицијата.
Завахири повикува да се извршат напади врз Соединетите Американски држави на нивна територија и да се напаѓаат американски интереси во светот. На секои 10 минути се раѓа дете без државјанство во глобалната мигрантска и бегалска криза, соопштија Обединетите нации. Тие предупредуваат дека овој проблем станува се посериозен. Во најновиот извештај на Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци УНХЦР, укажано е на долгорочните последици од статусот без државјанство за децата, како што се отсуство на право на медицинска нега, образование и во иднина на пристапот до вработување. Во 20 земји во кои за солниште нашле најголем дел од апартидите, најмалку 70.000 деца без државјанство се раѓаат секоја година, односно едно на секои 10 минути, прецизира УНХЦР. Во извештајот се наведува дека во 30 земји е потребна национална документација за да се овозможи пристап до основното медицинско лекување, додека во 20 земји децата без државјанство не можат дури ни да се вакцинираат. Агенцијата на Обединетите нации предлага повеќе мерки со кои би се ставила точка на порастот на бројот на деца без државјанство, меѓу кои се и реформи на дискриминаторските закони, кои ги спречуваат мајките да им го пренесат своето државјанство на децата. Исто така, децата би требало автоматски да станат државјани во земјата во која ќе се родат, укажува УНХЦР. Екипата на ФК Вардар од Неготино го победи тимот на Партизан со највисока победа во досегашниот тек на првенството. 2 злата и 1 бронза во кикбокс за Македонија. Фудбалерите на Неготински Вардар буквално го прегазија тимот на Партизан од Обршани, совладувајќи го со резултат 9:0, забележувајќи ја притоа највисоката победа во досегашниот тек на првенството, со што уште повеќе се зацврстија на првото место на табелата во третата фудбалска лига Југ. Со ово уште еднаш на дело се потврди неоспорниот квалитет на неготинските фудбалери, кои во 10 одиграни кола забележаа 10 победи и со гол разлика од 36 постигнати и само 4 примени гола. Цврсто го држат врвот на табелата со 6 бода, повеќе од екипата на Победа од Валандово и 10 од екипата на Тиквеш од Кавадарци. На светското првенство во кикбокс одржано во Белград, двајца македонци се закитија со злато, додека во женската категорија освоен еден бронзен медал. Македонија настапи со 13 репрезентативци. Во категоријата до 69 кг киклайт Ненад Манойловиќ освои злато и признание за најдобар машки техничар на татамите. Димитар Ѓорѓиев ја одбрани титулата во категоријата до 74 кг и стана светски шампион по трет пат. Бронзата во категоријата киклайт до 60 кг ја донесе дебитантот на ова светско Стефани Тодорова. Вечерва ќе се одиграат 8 надпревари од четвртото коло во Лигата на шампиони, а првиот надпревар помеѓу Астана и Атлетико Мадрид, кој се одигра во 16 часот, заврши без победник, односно 0:0. За останатите вести од меѓународниот спорт во продолжение. Актуелниот НБА шампион Голден Стейт на почетокот на новата сезона го декласира Мемфис со резултат 119-69. Стеф Кари со 30 поени беше најефикасен на теренот. Покрај играчите на Голден Стейт вечерта ја обележа и Леброн Џејмс, кој стана најмлад играч во историјата на лигата, кој постигна повеќе од 25.000 поени. Кливленд гостуваше во Филаделфија и предводен од Леброн Џејмс славече со резултат 107-100. Џејмс постигна 22 поени, на кои придонесе 9 скока и 11 асистенции. Сан Антонио победи против Њујорк 94-84. Лос Анџелес Криперс против Феникс ја забележа четвртата победа во сезоната во исто толку надпревари. Блен Грифин со
со 22 поена и 10 скока го предводеше тимот до победа од 102-96. Во дербито Хјустон злавеше над Оклахома со резултат 110-105 и ова е прва победа за Хјустон во четвртиот меч оваа сезона. Првата сезонска победа ја забележа и тимот на Милвоки против Бруклин со 103-96 и екипата на Портланд на гостински терен победи против Минесота 106-101. Вечерва ќе се одиграат 8 надпревари од четвртото коло во Лигата на шампионите. Во најинтересниот надпревар домаќинот Реал Мадрид го пречекува Пари Сен-Жермен. Овие два тима во претходното коло во главниот град на Франција одиграа без голови. Во вториот меч од оваа група Шахтор ќе го пречека Малме и ќе се обиде да ги освои првите бодови и да го постигне првиот гол. Понеизвестна е ситуацијата во групата Б, во која Волсбург е лидер на табелата и игра против екипата на ПСВ, додека Манчестер Юнајтед за противник ја има екипата на ЦСКА Москва. Интересен меч се очекува и во Менхенгладбах, каде Јувентус ќе гостува на Борусија. На другите надпревари ќе се сретнат Астана Атлетико Мадрид, Бенфика Галатасарај и Севија Манчестер Сити. Денеска имавме претежно сончево време со мала до умерена локална облачност. Да видиме какво време не очекува утре. Ова беше се за денес. Јас ви посакувам убава вечер.